Логично е да го започнам со почитувани, но ќе направам грешка и тука мислам на вас, колеги. Ово обраќање денес, логично е да го започнам со почитувани, но ќе направам грешка и тука мислам на вас, колегите од СДСМ. Тоа треба денес да го заслужите. Вие, гласачка машинерија на Заев, Таче и Ахмети, вие сакате да заковате последната шајка во ковчегот на Република Македонија. После ова, ако го изгласате, ќе бидете запишани како гробарите на Македонија. Со Преспанскиот договор го ископавте гробот, а со овој така наречен француски предлог сакате да го затрупате. Гласањето на овој предавнички договор значи дека подпишувате Браво Петрушевски. И ќе го изгласате овој така наречен француски предлог, кој се уште го криете, но тоа нема да биде трајно. ВМРО нема да дозволи да отвори уставот и истиот да се промени. Тоа да му биде јасно на секого. Ако отвориме устав, тоа е за да вметнеме вас од СДСМ како предавничка и антидржавна партија. Кога го слушав Бујар Османи дека овој француски предлог има реципроцитет, наеднаш си помислив дека македонците ќе бидат впишани во бугарскиот устав, дека бугарската држава ќе ги почитува пресудите на Европскиот суд за човекови права и ќе ја регистрира во Илинден Пирин, организацијата на македонците во Бугарија, дека на таблите на културно-историските споменици во Пиринска Македонија ќе има македонски ознаки, дека историските читанки во Бугарија ќе се ревидираат согласно на нашите историчари, дека ќе има санкции за ширење говор на омраза кон македонците, макар и тоа доаѓало од национал-шовинисти како Ковачев, кој што Бугарија гледаат од Црното море до Охрид, дека ќе има рехабилитација и репарација на македонците од Пиринска Македонија кои што се измачувани од комунистичкиот режим во Бугарија после 1948 година па се до денес, дека ќе се отворат архивите на државната безбедност на Бугарија и дека ќе се лустираат сите агенти кои ги кршеле основните човекови права на македонците, дека ќе се отворат школи во кои што македонците ќе можат да учат на мајчин јазик. Нажалост, не е така. Овој договор нема никаков реципроцитет. Ова е резултат на немање црвени линии, ова е резултат на виткање и кичма и овој договор е ултиматум кој што во целост ги изразува бугарските барања. Да ве подсетам, во овој законодавен дом изгласавме резолуција за утврдување на македонските државни позиции. Со вашето прифаќање на овој предлог, вие истата ја кршите, а истата е обврзувачка. И немој да мислите, доколку викате помош од надвор да ни држат нас говори тука, ќе успеете да ни убедите дека ова е добро. Не е, дами и господа. Никогаш нема да биде добро бришење на идентитетот, никогаш нема да биде бришење на нашата историја и пишување на нова потеркот на Софија. Никогаш нема да биде добро оспорувањето и бришењето на македонскиот јазик. Целата Европска унија донесете ја, овој народ кој изминативе 10 дена ве поздравува, ништо нема да го убеди. Што е добро овде? Да прифатиме дека Гоце Делчев е бугарин и дека се борел за бугарската кауза. И не само Гоце, вие ги пролевте и немците. Откако го избришавте Аснем од уставот и ги амнестиравте бугарските фашисти кои окупирале Македонија и вршиле злоцорство над нашите предци, кои пратиле над 7.000 еври во Треблинка, кои никогаш не се вратиле. Вие, директните соработници на психопатот Хитлер, ги направивте тука ослободители. Наместо да се прифаќаат вакви понижувачки предлози, вие требаше да прогласите крај на какви било разговори за историјата, јазикот и идентитетот. Ако некога сакаме да влеземе во Европската унија, тоа треба да го направите. Со прифаќање на овој предлог никогаш нема да влеземе. Со ставање подпис на ваков предлог тоа е невозможно и дава право на Бугарија да ни става вето кога сака и зашто сака. Тука, од оваа говорница, сакам да се обратам и до моите сограѓани албанци од Струја, ни од цела Македонија. Почитувани сограѓани, да се заблагодарам на секојдневната поддршка која што ни ја давате. Тоа е начинот на кој што секојдневно и домаќински го градиме нашиот живот. Жалам што овој пат вашите политичари албанци во ова собрање одбрат да застанат спротивно на македонскиот народ и да ја загрозат довербата која што во минатите години тешко и макотарпно ја градевме. Ние знаеме дека политичарите не се народот. Тие се вашите вечни непријатели, иако ви се прават најголеми пријатели. 20-30 години им требаше преговори за да крадат, да ве осиромашуваат и да ве иселуваат по западноевропските земји. Од една страна ви ветуваат европска иднина, а од друга страна станаа милионери на вашиот грб и на сите наши другари кои што секојдневно се иселуваат. Не треба преговори за да се направи канализација во Рачиново, има чиста вода во Тетово, за да има чист воздух во Кичево и за да има развиен туризам наместо Дивоград би во Струја.
И немојте мене да ми кажувате како се гради соживот. Јас живеам во Струга, а таму со години живееме како едно. Ве лажат дека на сметка на мојот идентитет ќе имате подобар живот. Не, нема да биде подобар. Мизеријата, онатака, ќе ја делиме заедно. После ова предавство, нити ќе има канализација во Рачиново, нити ќе има подобар живот, цените ќе растат, струјата ќе расте, инфлацијата за сите заеднички ќе нудира по джебот. Ќе имаат само пајташите на ДУИ и СДСМ кои ја цицат државата, а вас ви продаваат сон за подобар живот кој никогаш нема да го имате. Никогаш додека гласате за овие луѓе кои децении ве лажат. Прогледајте и дајте заедно да влеземе во Европската Унија, достоинствено и честно. Заедно да се бориме за оваа држава. А сега малку и до Европската Унија. Господа, ние сакаме во ЕУ, ама не сакаме вака. Не сакаме да не уценуваат, не сакаме по цена да не бидеме своји таму каде што ќе бидеме. Наместо нас да не убедувате дека црното е бело, а белото е црно. Одете во фашизмот кој што владее во нашата соседна држава и барем кажете им да ги почитуваат пресудите на вашиот и нашиот Европски суд за човекови права. Дека за гарантираните универзални човекови права на секој граѓанин не може да бидат предмет на преговори. Поддршката на еден ваков предлог ве прави соучесници, а кај народот во Македонија не многу омилени. Ова ви го кажувам тука од оваа говорница во најдобра намера. Огромното мнозинство од македонци во Република Македонија не го поддржуваат овој предлог, не заради тоа што се против Европската Унија, туку заради тоа што сакаат да се ги заштитат своите културни, јазични и историски карактеристики. Имаат право на тоа. Имаат право да изберат начинот како ќе го направат тоа. Ние сме македонци од Македонија кои говорат македонски јазик и кои имаат своја историја, традиција, култура, обичаи и обележја. На крајот на овој циркус, една порака до сите. Многу окупатори во минатото ја газеле оваа земја. Многу војски се живувале врз македонците, албанците, турците, србите и сите народи кои што живеат во Република Македонија. Но ниту една војска и окупатор не успел да не уништи. Ако мислите дека со овој потек ќе не направите послави, се лажете. Напротив, ќе бидеме уште посилни и ќе истраеме. Никој не победил народ. Овој народ живеел и ќе живее. Оваа земја обстоила и ќе обстои. Да живее Република Македонија. А овој предлог треба да заврши вака.